Zgotveno na doblаци со Марија Гегоска. Специјални гости: Мето Јовановски, актер, наратор на носечките дејствија. И Маја Павловска, актер, соло пејач, музичар, наратор. Со задоволство ви го презентираме денешното мени. Карамелизирани јаболка. Тема: Снежана и 7 џуџиња. Хой, 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 хай, хой, хой. Вештерките имаат многу лоша репутација. Секоја бајка си има свој негативец, а во многу од нив тоа се жените. Некогаш во улога на зли вештерки, друг пат горчливи маќии, па љубоморни золви или свекрави. Ама секогаш деструктивни и секогаш суетни, како да не им е доволно тешко во вистинскиот живот. Веселко, муртенко, сезнајко, ајде глапчо, срамежливко, Спанко, голупчо, хај-хо, хај-хо, во кујна готвиме. Те готвиме, а во која кујна? Мразам готвење, мразам кујна, мразам. Огледалце мое, најубав на светот кој е? Ти, кралице моја. Очекував да бидеш Снежана. Сите девојки сакаат да играат улогата на Снежана. Да, а принцезите знаат да готват? Гледам, одлично се согласувате. Карес за урбан живот. Бовин, круна на македонските вина. Зготвено на доблаци. Кога прв пат го пробав десертот што ќе го готвиме денес, ми се развесни статусот на јаболкото во уметноста. Дури тогаш сватив зошто маќејата на Снежана решила да ја успива баш со оваа овошка. Јаболкото е парадоксален символ на знаењето, символ на невиноста, но и на првиот грев. Може да не ме прекинуваш? Ама си станала лоша денеска. Да, нема играње со мене. Помош! Време е за джингл и да почнеме со готвење. Како права вештерка која се заиграла над казанот, денес ќе правам карамелизирани зелени јаболка со темно чоколадо, морска сол и секакви вкусни додатоци. Каква е оваа преобразба? Сам човек што може да си направи, никој не може да му направи. Лошотилук. Лошотијата може и на убавината да ги скрати нозете. Каква градосија чувала во себе си. Еј, колку убава жена беше кралицата. Bring back her heart in this. И кога сте сами, убавите аранжмани може да ви прават друштво. Бела, Flowers and Gift Shop. За подготовка на рецептот ни се потребни 7 зелени кисели јаболка со средна големина. Грени Смит е совршен избор.
Потребни ќе ви бидат и околу 800 грама млечни карамели, 500 грама темно шоколадо или чоколадо за готвење, 120 до 200 мл млеко, морска сол, кикиритки, чоколадни трошки, переци и секакви додатоци што вам ви се чинат интересни. Плюс ќе ви бидат потребни и стапчиња за набодување на јаболката. Може да користите стапчиња за суши, а ако најдете некои подебели заражен, и тие ќе ви бркаат работа. Првото јаболко со карамела го создал американецот Ден Вокер, кој бил вработен во компанијата Крафт. На Хеловин, денот на вештерките, Ден Вокер стопил 3 килограми меки карамели и ги натопил јаболката со таа смеса од карамели. Се восхитувам на човековата креативност. Сигурно имало нешто вештерско и во него. Да, вештер. Во меѓувреме, ќе ги одвиткате карамелите и ќе ги стопите на средно висока температура, додавајќи им постепено по ракиена чаша млеко и ќе промешувате на минута. Внимавајте да не загори. Ако топите на рингла, изберете тенџере со подебело дно и соки цедови. Ако ви е прегуста карамелата, ќе додадете малку млеко, а ако ви е течна, оставете ја малку да се излади и ќе се згусне самата со ладењето. Карамела, ла, топена. Дали магијата на вкусната храна се само од добро одбраните состојки или постои нешто повеќе за на крајот продуктот да биде совршен, вкусен и неодолив? Не, до рацете на вештерката е. Кога ќе ги извадете јаболката од фрижидер, се спремни за да ги натопите во карамела. Јас ќе ја користам истата подлога и ќе се ги вратам јаболката во чинијата, а ќе ги натопуваме во карамелата едно по едно. Даската ќе ја обложите со хартија за печење. Кога карамелата ќе биде спремна, ги вадиме јаболката од фрижидер и во средината го забодуваме стапчето. Поставете го јаболкото пред вас и не го притискајте премногу, за да не му направите модрици. Долниот дел од стапчето го ставате во срцевината. Ако има дршка, плодот ја вадите. И свесно, намерно го притискате во јаболкото. Доволно длабоко за да може стапчето да ја издржи тежината на јаболкото. Па не се дека нам ги не набудуваат на стапчиња. Па нели ќе бидеме асистенти готвачи. Престани, ме скоткаш, леле престани, многу ме скоткаш. Леле, колко е ова смех, ме скоткаш, престани, не може веќе. Добар ден, непозната господјо. Дали сте ја виделе? Снежана, можеби? Што е ова, малку чудно се чувствува. А знам, можеби се антени за фаќање сигнали. Не ме фаќај, ме повредуваш. Не ни боли. Мразам вештерки. Секое јаболко поединечно го натопувате во карамелата. Внимателно, со кружни потези. Оставете му малку простор горе, колку да се направи еден прстен. При вадење го вртите јаболкото и оставете да истече карамелата, за да не би се направи локвичка долу кога ќе го спуштате на хартијата. Постапката ја повторувате со сите јаболка, па ги враќате во фрижидер за да се стврдне карамелата. Леле, уште го врела карамела потопување, спасувајте се! Спасувајте се! Што? А каде е Снежана? Карамела врела?
A koliko je vrela ta karamela. Aha. Sram je ovako predvolgubava karamela. Da ostanemo, snimajte. Ajde malko vamo. Ajde, побързайте! Мене ми се спие. Не мора толку сериозно да го сваќаме времето. Карес. Секогаш згодни додатоци. Магичните зборови се најважни. Ако додека ја приготвувате храната се чувствувате среќно и весело, ја правите искрено за своите гости или семејство, таа љубов и енергија ќе им ја пренесете преку храната. Или пак не, кој јадел. Дебелите не ги фаќа магија. Така вели еден мој пријател со неговите 130 килограми. Снежана да беше дебела, немаше да биде мета на вештерката, а и на принцот најверојатно, освен ако не е принцот со такви афинитети. Чоколадото може да го стопите во микробранова, во тава или над парја. Кога ќе биде спремно, ќе ги натопите јаболката во чоколадото, повторувајќи го истиот процес како со карамелата и ќе ги наредите повторно на хартијата. По минутка-две ќе ги избрбелате сите јаболка поединечно во вкусовите што сте ги избрале, дополнително посипувајќи ги со додатоците. Оставете ги јаболката на ладно минимум 2 часа пред да ги пресечете и јадете. Чоколадо топено, и бисквитчиња, и колачиња, и секакви додатоци. Сега уште толку ќе се допаднеме на Снежана. О, дечки, ајде да побрзаме. Мене од преска ми се спие. Што е ова сега? Дискриминација. За мене нема додатоци. Всушност мразам додатоци. Мене омилени ми се јаболката со темна чоколадо и морска сол. Перверзно. Дано за таквото јаболко ќе те запалеа на клада пред 7 века. Еве ги 7 растопени џуџиња наденати на стапче. Прекрасно изгледаат, Марија. Марија, прекрасно изгледаат. Ви благодарам. Сакате да пробате? Прво ти да пробаш или некој друг? Еве, например, некој од дечкиве што снимаат тука, камермани, монтажери, продуценти. Ајде прво да ги фотографираме. На даските има простор дури и за 7 џуџиња. Карес. Огледалце мое. Најдобриот готвач на светот кој е? Јаволот. Тој има најголем казан. Да, најголем казан. Премиер е врвно десертно вино со магичен вкус. Со сигурност ќе ве освои. Потребни состојки: 7 зелени, кисели јаболка со средна големина, Грени Смит, 600 до 800 грама млечни карамели, од 120 до 200 грама млеко, 500 грама темно чоколадо или чоколадо за готвење,
лажица морска сол, 100 грама сечкани кикиритки, 100 грама чоколадни трошки, 100 грама кршани переци, 100 грама сечкано суво овошје, ананас, папаја, 100 грама сечкани колачиња, стапчиња за суши или подебели стапчиња за ражен. Бовин, круна на македонските вина. Карес за урбан живот.